Навистина, по овие неколку недели покажуваме вака убави примери како се работи на терен. Денеска сме тука во Прилеп, во касарната Мирчацев, каде што може да видиме еден целосно нов објект. Една настрешница како што може да видите од другата страна во една лоша состојба каде што немаше простор каде да се стави целата опрема што ни стига. Направивме еден преубав, би рекол, хангар, преубава настрешница каде што ќе има, се разбира, опрема од различни видови. Знаете дека стигнаа сите животиви возила, стигнаа сите страјкери, стигнаа хаубиците. Ако во минатото не се размислувало со проекти каде како проектни дизајни да се направат и да се направат овие капацитети, можете да видите дека и со реконструкција и со вредни луѓе од секторите, оваа слика на секаде ќе биде постојана. Денеска и оваа инвестиција е од 10,5 милиони денари, но значи многу бидејќи на овој начин опремата ќе биде целосно заштитена, како што можете да видите целосна нова челична конструкција, направена е цела нова електрика, заштитен објект, целосно под видеонадзор со хидрантска мрежа и така натака, што навистина овој период динамично е во сите касарни. Вложуваме преку 850.000 евра во овој момент во различни проекти. До сега преку 20 проекти имаме завршено, но продолжуваме секоја недела ќе бидам присутен на терен и да видиме што све се прави. Јас сум навистина благодарен на луѓето во министерството, но секако секторот за недвижност и сите луѓе што се инволвирани, но посебно исто така сум благодарен на армијата што заеднички ги правиме приоритетите. Да го поздравам, се разбира, и генералот, сите подполковникот, сите што се старешините и така натака, што даваат максимална поддршка за сите проекти, квалитетни луѓе, одлични луѓе, заеднички можеме многу да направиме. Благодарам уште еднаш за довербата. Ова се можеби проекти што многу години не се пипнати, но ви уверувам секој ден ќе биде подобро. Правиме нов колективен договор што ќе го прифати цела армија, што ќе го прифатат сите синдикати. Правиме нов закон или ќе видиме дали само со формација, го разговараме со синдикатите да помогнеме на сите војници што навршуваат 45 години да останат за секогаш во министерството во армијата и да можат да бидат во армијата постојано. Правиме нови проекти за следната година, нов дом на Арам, односно веќе е готов проектот, стигнате во министерството. Правиме подготовки да започнеме. Нов хотел Шар ќе правиме на Попова шапка, војниот хотел правиме проект, правиме нови проекти за во секоја една касарна, многу ќе биде раздвижено, но паралелно ќе стига и многу нова опрема, ќе стига модернизација и ќе правиме нови договори. Сите средства што доаѓаат од македонските граѓани ќе бидат за македонската војска. Јас тоа го ветив, подобри услови, не може се наеднаш да се стигне. Гледате колку капацитети, колку касарни составени на времето, шајка не е заковано, но ветив дека ќе има убави работи, благодарен сум и на компанијата, на сите компании што даваат се од себе, бидејќи ние како Министерство и армија ставаме многу кратки рокови. Ставаме кратки рокови за да има вакви дела побрзо и благодарен сум што ги почитуваат овие рокови и се надевам дека ќе ви повикуваме често пати вака да се гледаме. Како што ми спомнаа сега, трет пат сум во Прилеп во една година, стигнаа Боранет, имавме други вежби и така натака и чест ми е да бидам тука во Прилеп, сум доаѓал многу пати и благодарам на сите за присуството. Повелете. Каква е обременоста сега на Прилепската касарна и со војници, а се разбира и со опрема, бидејќи навистина беше синоним за една многу убава касарна, па остана период во кој не беше ништо, па сега полека се враќа на оние стари патеки. Најубавиот крај би рекол на вашето прашање да вратиме на старите патеки. Хаубиците пристигнаа тука. Мислам дека имаме постојано огласи за нови војници, го следите тоа. Во моментов има оглас каде што се уште траат проверките, над 1700 млади луѓе се пријавија, минатата година исто така. Се надевам дека за брзо ќе ги завршиме тие подготовки, плюс луѓе ќе додадат и тука во касарната, се разбира, но и на секаде го правиме тоа, условите ќе ги подобруваме, но од секогаш Прилеп важи за, знаете, за едно од најреволуционерните места, поготово во срцето на секој еден македонец. Оваа касарна значи многу и ќе правиме се што можеме, поготово јас сум министер за едно повисоко ниво да ја кренеме оваа касарна, но не само оваа касарна, сите. Најважно е што има квалитетни луѓе ги позади мене што сакаат да покажат и докажат дека може многу подобро. А мене тоа ми дава плюс вака мотив за повеќе да работам. Во Србија се воведе задолжителен. Истото прашање. Дали во Македонија размислува на тој план за задолжителен воен рок? Ја ова сум го одговорил прашање многу пати, но драго ми е пак што ми го поставувате. Тоа само што има интерес да се пријавуваат многу млади луѓе, се разбира, условите се подобруваат.
примањата се големи согласно колективен договор, но како тема не е отворена директно за да ја разговараме дали ќе има воен рок. Многу пати сум кажал, јас лично ценам дека е тоа добро, но вие преска убаво прашање ми поставивте, односно констатација дека во минатото многу касарни беа уништени. Тоа треба се да се обнови, многу капацитети требаат, многу средства требаат и така натака и така натака. Ја некогаш, од што сум премногу искрен, некој не му се допа. Јас кога дојдов како министер, за новите 300 војници немаше униформи. Буквално немаше униформи, а се фалиме, се разбира, како НАТО армија и така натака. Јас знам дека е добро да се купуваат возила, знам дека е добри хеликоптери да се купуваат, но мора да се грижиме и за приоритетите што се на сите во касарните. Постепено сето тоа го правиме и сега веќе тие прашања веќе не се ни отвараат. Стига нова опрема, стигаат нови униформи, ќе стигне се она што е потребно и согласно приоритетите армијата што ги дава, тоа ќе го правиме. А војниот рок како прашање секогаш отворено, доколку дојде тоа прашање директно од армијата, секој ќе го разговараме со сите инволвирани и потоа би дале. Ова сум го одговорил многу пати и останувам се разбира на истото. Господине министре, еве малку надвор од темата. Без помошта од армијата никаде не може да биде. Во сезона сме со многу непогоди, пожари, урагани, поплави, еве нестабилни водоводни системи. Каде се во моментов е ангажирана или овој период армијата и што наредниот? Законски или што И каде се Каде може да помогне? Значи каде се е ангажирана сега и што во наредниот период? Видете, кога ќе се прогласни кризна состојба на било какво подрачје, согласно она што го прави управувачкиот комитет и насоките што ги бара до нас, како министерство или односно заклучоците што стигаат од влада, имаме можност да помагаме на било кој регион или на било кое кризно подрачје. Во овој момент да, присутни сме од пред неколку дена во Гостивар, каде што со огромен број на цистерни, со се оно што располагаме, збориме за техничка вода цистерни, но и друга опрема што директно однесовме на терен, сме постојано таму, постојано и кога станеме, се додека има потреба. Тоа што го координира министерот за внатрешни работи со тимот, се разбира со докторите и сите одговорни таму, се што ќе побараат од нас, апсолутно ќе биде ставено на сите граѓани. Каде и да има пожар, знаете дека секогаш армијата тука, но треба знаете и сите тие што се дополнително ангажирани, секогаш се наградени. Секогаш дополнителни стимулативни мерки добиваат војниците, зашто навистина мене ми е чест што помагаат, но треба да се врати кон нив и тоа се урбаните херои, тоа се новите херои, тоа се луѓето во униформа. Што и да се случи во било кој регион, секогаш војската е тука, секогаш се докторите, полицијата и така натака, пожарникарите. Секаде каде што има потреба од пожарникари, односно од војници во делот на пожарите, зависно од ситуацијата, се разбира и претседателката може да ни наложи дополнителни сили да пратиме на терен, оно што е согласно закон, кај што има потреба, секогаш помагаме и да знаете дека ќе помагаме. Е уште една работа да кажам за армијата, што навистина ми е драго. Моментално се присутни во повеќе општини каде што чистат корита, односно чистат и депонии, пробиваат патишта и мислам дека следниот период ќе видите нови проекти што се прават. Во минатото многу се градеше од армијата, сите знаете. Сега војската на 7 места моментално гради. И само стигаат нови барања, но и тоа ќе го правим. И тоа ќе го правим бидејќи стигна дополнителна механизација за армијата. Има доста квалитетни луѓе и се надевам дека у Прилепса ќе направиме скоро некој таков објект или проект. Така и тие луѓе никогаш не сме да се заборават и јас никогаш нема да ги заборавам и во позадина правиме многу работи. И помагаме многу. И ќе продолжиме да помагаме на било каков начин. Но Министерството за одбрана нема законска можност да прави споменици. Тоа сакам да секој да го знае. Ова намерно сакам да го истакнам, бидејќи меморијални споменици се знае кој прави. Она се што е како дополнително да помогнеме за спомен соба, за Качеве лично ви кажувам дека максимум ќе дадам тоа да биде на најубав можен начин направено, но се разбира тоа да произлези од армијата и да заеднички тоа го направиме. Држете ме на збор дека ќе дадам се од себе.